Во пресрет на 1 мај, денот на трудот, во фокусот на јавното внимание се платите на работниците и функционерите, односно за едните минорно покачување преку зголемувањето на минималната плата, а за другите екстремно покачување преку одлуката на Уставниот суд. Сепак, во неделата што измина, посведочивме вакви наслови. Почина работник од Скопска комунална хигиена, го потиснал контейнер, а хидрауликата го повлекла и го пригмечила. Смртен случај при изградба на приватен објект во Кавадарци. Градежниот работник починал на градежното скеле. Обвинителството ги истражува причините за несреќата. Тројца работници се повредени во експлозија што се случила во погон на фабрика во кругот на поранешна железара во Скопје. Малку е да се изрази сочувство за починатите. Единствено, изразуваме надеж за брзо закрепнување на повредените. Во меѓувреме, да видиме што вели правната поезија наречена Закон за безбедност и здравје при работа. Работодавачот има обврска да обезбеди безбедност и здравје при работа за неговите вработени од секој аспект поврзан со работата. Работодавачот има обврска да воведе такви заштитни мерки и да избере такви работни и производствени методи што ќе ги подобрат нивото на безбедноста и здравјето при работа, а ќе се вклучат во сите дејности на работодавачот и на сите нивоа на организацијата. Работодавачот ја организира безбедноста и здравјето при работа во зависност од технолошкиот процес со примена на научно-стручни методи и во согласност со современите достигнувања, при што стручните работи на безбедност ќе ги врши работник со стручна подготовка за безбедност при работа или друга стручна подготовка адекватна на технолошкиот процес на работодавачот или ќе користи надворешни услуги од овластени правни или физички лица. Работодавачот е должен при планирање набавка на работна опрема и воведување нова технологија да се консултира и соработува со вработените и претседателот на синдикалната организација, односно синдикалниот представник на репрезентативниот синдикат или представникот на вработените таму каде што нема синдикат и представникот на вработените за безбедност и здравје при работа, во однос на последиците и опасностите кои произлегуваат од изборот на работната опрема, заради нивното влијание по безбедноста и здравјето при работа, работните услови и работната околина. Обезбедувањето на мерките за безбедност и здравје при работа не смее да представува финансиска обврска за вработените. Нарушувањето на здравјето при работа не смее да влијае врз платата на вработените, ниту да ја повреди нивната економска и општествена положба. Со сигурност тврдиме дека квалификувано мнозинство од работодавачите поим немаат за овие законски регулирани обврски. Со сигурност тврдиме дека се што направиле е административната папирологија наречена пополнета изјава за безбедност предвидена во членот 11 од Законот за безбедност и здравје при работа. Дали изгубените човечки животи ќе придонесат кон поинаков темелен надзор на Државниот инспекторат на трудот, кој надзор ќе отиде поинаку од административната заштита на работниците, преку поднесување изјави за безбедност незасновани на спроведени обуки и безбедна заштитна опрема за вработување. Власта има план Б доколку се појави недостиг од домашни работници кои ќе работат од понеделник до сабота по 10 часови дневно. Тоа се мигрантите. Ќе увезува работници. Дека Македонија не е ветена земја за нив, доколку немаат работна дозвола, показател е следната вест. Граничен полицаец на 19 април застрелал млада мигрантка откако криумчари го нападнале во обид да му го одземат пиштолот, соопшти од МВР. Од вестите за овој настан на интернет просторот тешко може да се стигне до информација дали застреланата мигрантка е жива или починала. Ова е официјалната верзија на настанот наведена во полицискиот билтен. Како што е наведено, инцидентот се случил кај Гевгелиската касарна, кога полицајците вршеле контрола на 2 патнички возила со 8 мигранти, кои почнале да бегаат. Возилата биле запрени од страна на полициските службеници, пошто возачите и мигрантите се обиделе да избегаат. При тоа,
КЈ физички нападнал полициски службеник, обидувајќи се да му го одземе пиштолот. Полицискиот службеник испукал и погодил еден од мигрантите, соопшти МВР. Младата жена која тргнала по подобар свет од разрушениот Блиски Исток, сепак починала од огнените истрели. Дори после 10 сати стигнавме до оваа тажна вест со тоа каков е односот на државата кон послабите, често изедначувајќи ги со опасност од која треба да бидеме заштитени.